Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум наставничката Билјана. Денес ќе работиме на наставната содржина вежби со читање на текстот во шума. Целите за денешниот час ни се: ученикот да се оспособува со целосни реченици да одговара на прашања во врска со текстот. Ученикот да се оспособува за гласно читање на текстот. Ученикот да се оспособи да чита со разбирање. Ќе започнеме, денешниот час ќе го започнеме со игра на буквата. Од сликичките јасно може да препознаете за која е првата буква која што ќе ја изучиме денеска. Имаме нашата другарка која што ни дојде. Нејзиното име ќе го дадеме, а тоа ќе биде на буквата Ш, односно шила. Може да ги кажеме изборовите за секоја сликичка, имињата на предметите, односно птиците. Штрк, шешир, шноли. Како што можете да забележите, буквата Ш е обоена со црвена боичка. Буквата Ш во повеќето слики се наоѓа на почетокот на зборот, освен каде што е фотографијата од шеширот, буквата Ш ја сретнуваме на почетокот на зборот и на средината на зборот. Во тетрадка за почетно пишување ќе ја напишете буквата Ш 2 реда. Но, првим да кажеме, буквата Ш се пишува со 3 прави исправени линии и една права легната линија. Внимаваме кога ја пишуваме буквата Ш, не излегуваме надвор од редот. Ова е малата буква Ш, се напишува испод и се прекинатата линија. Не притискаме со моливчето. Можеме да почнеме со текстот. Јас, моите другари дедо Стојан, шетавме низ блиската шума. Беше тивко, шушкаа само сувите лисја под нашите носе. Од едно старо дрво падна шишарка. Сите погледнавме нагоре. Дрвото беше полно со шишарки. Гледај, жаба под лисјата. Внимавај да не ја згазнеш, викна Жарко. Еве зајак, бега исплашене. Од нас бега или од нешто друго? Може би бега од волкот, рече Зорана. Море, бега од итрата лиска, додаде Шпире, смеејќи се. Тука можеш да најдеш и Желка и Еш. Тие се скриени под лисјата, додаде дедо ми. Ево ученици како се сокриле под лисјата. Ама, ајде да собереме по некој желат и да си одиме дома. Собравме желади и шишарки за да ни се најдат за украсување на елката и си отидовме дома. Дома баба ни приготвила пита, варена тиква и костени. Прочитај го внимателно текстот во шума и дополни ги и одговорите на прашањата. Кои ученици шеташе низ блиската шума? Треба секогаш да почнеме, кога ќе одговараме, да одговараме со целосна реченица. Низ блиската шума шеташе дедо Стојан, Жарко, Зорана, Шпире и останатите дечиња. Што падна од едно старо дрво? Од едно старо дрво падна шишарки. Што видоа под лисјата? Под лисјата видоа жаба. Што собраа во шумата за украсување на елката? За украсување на елката собраа желади и шишарки. Драги ученици, се надевам дека овој текст ви беше доста интересен. Сега би сакала во вашите тетрадки за почетно пишување да ги препишете речениците и да ги одговорите, но да внимавате, секогаш треба да одговарате со целосна реченица.
На самото прашање одговараме со целосна реченица. И за домашна работа, да се прочита текстот 3 пати и да се прераскаже во тетрадка. Довидување, драги ученици, до следниот час.